Со трибина со граѓаните што се одржа во паркот на Револуцијата, коалицијата Заедно за Европска Македонија од Кочанија започна кампањата низ градовите во државата, а по повод предстојното референдумско изјаснување. На собирот, символично наречен Излези за Европска Македонија, обраќање пред присутните имаше премиерот Зоран Заев. Тој зборуваше за новите економски, безбедносни и идентитетски перспективи што и се отвораат на нашата држава по 27 години од незината независност. Со овој компромис добивме датум за почеток на преговори со Европската Унија. И ве уверувам дека е вредно. Ве уверувам дека е вредно затоа што со програмата до 2020 260.000 евра Европската Унија донира секој ден во Македонија. 15 милиони евра годишно за транспорт, за патишта, железници, мостови, гасификации и слично. По 18 милиони евра за земјоделие годишно. 8,5 милиони евра за унапредување на нашите гранични премини. 15 милиони евра за реформи во правосудството. И така натаму, и така натаму. Вкупниот буџет е 1,280 милиони евра само за Македонија. Говорејќи за договорот со Грција, Заев рече дека некои политичари со занемарлив рейтинг се обидуваат да го замојуваат народот, оти ќе го изгуби идентитетот и македонскиот јазик. При тоа нагласи дека секој може да прочита што е напишано во документот што јавно е објавен и што јужниот сосед веќе го прифатил. Тамо пишува македонски јазик, преведлив на сите светски јазици и стои потписот на нашиот нов пријател Грција. Грција го признала македонскиот јазик. Во делот на државјанство стои македонци кроз граѓани на Република Северна Македонија. Државјанството не е националност, но сепак прифатија да стои и македонци, за да нема дилеми дека е потврден нашиот идентитет. Членот 7 зборува за македонскиот идентитет, целосно, кој што се потврдува согласно територијата на која што живееме, нашиот јазик, нашата култура, со сите дополнителни атрибути на нашата национална посебност. На трибината во Кочани зборуваше и градоначалникот Николчо Илиев, кој ги истакна придобивките на локално ниво од влегувањето во Европската Унија и НАТО. Токму влезот во Европската Унија отвара нови перспективи во економијата, во стопанството, онаму каде што многу наши сограѓани ќе најдат своји нови работни места и подобро платени работни места. Работни места кои ќе бидат почитувани и ценети и кои ќе бидат добар допринос за решавање на основните економски прашања во нашата општина. На крајот од обраќањето пред граѓаните на Кочани, премиерот Заев одговараше на прашања на дел од присутните. Исто така, тој рече дека во наредните денови на слични трибини и во другите градови ќе се отворат сите важни прашања и дилеми за тоа што ќе добие Македонија со позитивното референдумско изјаснување. При тоа изрази сигурност дека на последниот ден од септември сите ќе бидат горди на донесената позитивна одлука.